Добар ден, Иван, гостен во овие вести на телевизија Нова, токму е министерот за труд и социјална политика, господин Ибрахим Ибрахими. Господин Ибрахими, најпрво ви благодарам за гостувањето во овие вести. Најпрво би сакала да ве прашам, пребирањата во Сојузот на синдикатите на Македонија се уште не престануваат. Токму го потпишавте и решението каде што го поништивте она решение донесено од 4 синдикати за разрешување на председателот на Сојузот на синдикати Живко Митревски. Кажете ми подетално за поништувањето на решението и што тоа значи? Прво благодарам на поканата да бидам во вашата гостин во вашата телевизија и можност да објасниме што претходно се случувало од страна на поранешна техничка министерка Ременска. Бидејќи евидентно дека во претходниот период преку медиумите слушнавме дека извршила промена на местото на Живко Митревски, поставен беше ВД Дарко, презимето не може да сетам. Меѓутоа, веднаш постапувањето на сила побарав од нашата архива документи, бидејќи немавме пристап до документите, да видиме што навистина поранешна техничка министерка Ременска направила. И она што бев запрепастен дека во нашата архива не постои ниту еден документ со кој таа го поништува решението, тоест носи решение дека на местото на Живко Митревски се носи е одговорно друго лице во Сојузот на синдикатите. И бевме приморани од страна на надлежни органи, тоест од Основната јавна обвинителство, да го добиеме оригиналниот документ, препис да бараме на оригиналниот документ, за да видиме какво решение Фросина донела. По доставувањето на писмото на Сојузот на синдикатите, каде што утврдивме, значи, со нашите вработени, кои што се навистина професионални во овој дел, утврдивме дека од 17 синдикати, значи од гранкови синдикати, само 4 барат промена на председателот Живко Митревски, додека 13 други застана на негова страна и констатиравме дека решението на Фросина Ременска е незаконско и содржи големи пропусти, фалсификат е буквално направен и затоа одлучивме, јас како министер за труд и социјална политика одлучив да го поништам тоа решение на Фросина Ременска и да донесем решение со кој што Живко Митревски останува на чело на Сојузот на синдикатите на Македонија. Евидентно е дека е направен пропуст и надлежните органи ќе мора да, тоест Основното јавно обвинителство ќе делува во насока на заштита на законите, бидејќи дефинитивно овде направена класична злоупотреба на законот и на позицијата од страна на поранешната техничка министерка. Каква е состојбата со Центарот за социјални работи во Валандов? Евидентиран сум токму од директорот на Центарот за социјални работи дека испратен допис на 39 за промена на печката на нафта со пелети, бидејќи во објектот во Валандово се вршеше конструкција на објектот и тие беа надвор од објектот буквално одреден период, за да едноставно им се создадат подобри услови за работа. Но информиран сум од директорот дека од 39 воопшто не е одговорено на нивното барање, за да на 22.11 каде што барал пренамена на средства, наместо со нафта се грее со пелети, им било одговорено негативно од страна на Министерството за труд и социјална политика, иако значи и заклучоци на владата и одредени проекти се во насока токму на замена на печките на кои што се на нафта и котлите на нафта со пелети, за да едноставно имаме поекономично и помалку да се загадува колината. И проектот на владата токму во оваа насока се да што повеќе се користат пелетите, бидејќи не ја загадувате колината. Значи, буквално имавме затајување на институциите, на барање на центрите за социјална работа, а токму тоа се случуваше во време на поранешна техничка министерка. Во контакт со директорот на Центарот за социјални работи од Валандово, значи им укажав дека во наредниот период се што треба ќе биде одобрено од наша страна со цел системот кој што веќе е вграден во Центарот за социјална работа во Валандово да биде користен за грејење за потребите на вработените. Господин Ибрахими, сега вие сте министер за Министерството за труд и социјална политика. Би сакала да ве прашам сега од кога стапивте на оваа функција, во каква состојба го затекнавте Министерството, дали работи во добро или треба се уште да се доработат некои работи што биле пропусти или пак нови проекти? Јас сум во Министерството за труд и социјална политика како заменик од дури од 2011 и можам да направам споредба што значи претходното и што значи сегашното работење. Меѓутоа, изненаден сум од нарушените меѓучовечки односи кои што се евидентни последните 3-4 месеци во време на владењето на Ременска, каде што буквално се создадоа кланови од страна на Ременска, но работам најпрви на
да создадеме професионалци. Бидејќи секој мора да се изврши неговата работа професионално, сите се тие државни службеници. И исто така, од страна на дворешните соработници кои што беа ангажирани за време на мандатот на Ременска, се уште ги немаат вратено службените телефони, а исто така и поранешна техничка министерка Ременска ги нема вратено службените телефони, иако со допис се известени дека имаат одреден рок кај што треба да ги вратат службените телефони, и овој апел до нив, бидејќи сепак тоа се ресурси на Министерството за труд и социјална политика и треба да ги вратат, но исто така она што е најтрагично дека се криеле документи, буквално немавме пристап до одредени документи, до дописи. Еве конкретно случај е со Сојузот на синдикатите дописи, но во наредниот период ќе ги повикаме институциите, ревизија ќе се направи за да видиме кои се документи и кои се решенија се донесени од страна на Ременска, за да можеме да знаеме колку се тие законски или незаконски. А верувам, со оглед на последното решение, дека во најголем дел се е злоупотреба на службената положба од страна на Ременска. Господин